Предпоставам дека ги видовте сликите и снимките на телевизија и на интернет од тоа што се случи во Турција и во Сирија. Ja, мислам беше катастрофа тоа што се случи. Скоро можеби збор на месецот февруари беше зборот земјотрес. Каде да свртевме, каде да отворевме, например, дали на телевизија или на интернет, цело време имаше само слики и снимки од тоа. Ама забележувате ли дека скоро никој веќе не збори за тоа? Некако сочувството на нас луѓето ни трае кратко. Недела 2, 3, 4 после тоа секој си ги гледа своите проблеми. Секој си ги гледа своите маки, секој си ги гледа, ако може така да кажам, своите земјотреси. Ама сликите кои ги гледавме, предпоставам го забележавте тоа, значи покрај тоа што видовме многу рушевини, имаше интересни слики кои што беа на една слика имате зграда која што стои и веднаш до неја зграда која што е целосно срушена и неколку луѓе се наоѓаат под тие рушевини. И сега свикате, окей, се наоѓаат на иста улица, зградиве, се наоѓаат во сосема иста област и се удрени од сосема исти земјотрес. Како може едната да стои, може би има некоја пукнатина или може би има некој скршен прозор, ништо повеќе од тоа, а другата одма до неја, една до друга, да е срушена. И луѓето почнаа да поставуваат прашања. Зошто? И дел од експертите рекоа, одговорот е многу едноставен. Не се градало квалитетно. Немало добри основи. Материјалите кои што се користеле за изградба на тие згради кои што се срушија, не биле толку добри или контролата на квалитетот не била толку добра како оние кои што останаа да стојат. И колку и да не ни се допаѓа, на никој од нас не му се допаѓа тоа што се случи во Турција и во Сирија, верувам дека тие слики многу добро ни доловуваат на духовна вистина. А тоа е дека некој пат кога ќе се соочиме со земјотреси, сето она кое што не е квалитетно и сето она кое што не е од Бог, а нашите животи сме ги граделе врз основа на тоа, ќе пропадне. Сеќавате Исус во една парабола во Новиот Завет вика не се однесува на земјотрес, ама се однесува за човек кој што гради куќа. Вика имаше еден човек кој што градеше куќа, глупав човек го нарекува. Вика ја градеше на песок. Со други збори градеше на нешто што не е квалитетен материјал како основа. Вика кога дојдоа бурите, му се сруши куќата. Ами имаше еден кој што беше мудар и градеше на карп, на камен. И кога дојдоа бурите, што направи куќата? Опстои. Тоа е многу добро, многу сликовито, пак ќе кажам, колку и да беше трагедија, ама верувам дека можеме да извлечеме полука од тоа што скоро месец дена го гледавме на телевизија и по интернет. Дека тие слики на некој начин ни објаснуваат некоја духовна реалност. И има еден текст во Новиот Завет кој што зборува за земјотрес кој што допрва ќе се случи. Дали ќе биде буквален земјотрес, не сум баш убеден, ама мислам дека авторот на книгата користи метафора за да објасни нешто што допрва ќе се случи. Во Евреите 12 глава од 25 до 29 стих ќе читаме за тој земјотрес кој што допрва ќе се случи и можеби нашата генерација ќе биде сведок. Можеби ние ќе бидеме сведоци, очевидци на тоа што го пишува во ова послание. Значи 12 глава Евреите од 25 до 29 стих. Знаете, во однос на тоа што го спомнав, во однос на трагедијата што се случи во Турција и во Сирија, треба да продолжиме да се молиме за Бог да даде утеха, за Бог да даде мир таму каде што се случиат тие работи, ама треба да искористиме таа слика за да научиме нешто лично за нас. За да научиме како некои нешто действуваат и во духовната сфера. Ако може така да се изразам, таа слика може да не биде како пророчка слика. Бидејќи во Стариот Завет пророците неретко земале некој настан што се случувало или некоја случка или некоја слика. Нешто од секојдневието. Им викаат на луѓето, гледате што се случи? Еве ќе се случи истото и со вас, ако не се покајате, ако не се вратите назад кон Бог. Сетите се, не знам, на Еремија. Бог го праќа Еремија додека грнчарот. Па се растура садот кој што го прави, па после одново го прави така натаму и Бог им вика на израелците, гледате тоа што се случува со садот кој што се растура и вас ќе ве растурам ако не се покајате. Им кажа покрај другото дека може да ве обликувам и да бидете како што требате. Ама сосема најобичен настан од секојдневието пророкот го зема и дава некоја духовна примена за тоа. И верувам дека тие слики, тие работи што се случува во Турција, во Сирија, може да бидат на пророчка слика за нашите животи и за земјотресот кој што допрва доаѓа, а ќе биде глобален.
И вака пишува во Евреите 12 глава. Вика, гледајте да не го отфрлите од 25 стих. Оној кој зборува. Зашто ако не останаа неказнети оние што откажа да му служат на оној што зборуваше на земјата, а колку повеќе ние кои го отфрламе оној што зборува од небесата, чиј глас тогаш ја потресе земјата. Ова се однесува на книгата Излез, кога Бог ги дава 10 Божји пред да ги даде 10 Божји заповеди, Бог ја тресе земјата, бидејќи израелците беа не ова темата е дешната проповед, ама израелците беа многу разгалени луѓе. У смисол кога Бог ги изведува од Египет, толку многу чуда видоа и при првата криза, зашо не изведе Бог од овдека? За да умреме во пустината? Секам, како може да се толку слепи? Пред малце видовте како Бог направи толку многу чуда во вашиот живот, а сега при првата криза одма, Бог не сака. Ама некои пати ние сме такви. Толку многу пати сме виделе Божјата грижа во нашите животи. Секој од нас може да се сврти назад да рече, тука сум жив и здрав денеска, бидејќи Бог беше со мене, и при првата криза, Господе, ти ме сакаш ли мене? И бидејќи израелците беа малце разгалени и негодуваа, Бог мораше да затресе земјата за да им покаже дека е сериозен Бог. И дека нема да им дозволи да се однесуваат како разгалени деца. И некој пат Бог го прави тоа и со нас. Кога сме ги виделе Божите чуда и кога сепак негодуваме за нешто мало што се случува сега во моментот, Бог знае малце да затресе. И тоа тресење не е казна, туку тоа е освестување. Тоа исто како кога некој треба да стане, ама спие ни аларм, го буди ни ништо и ќе земеш ќе затресеш, ќе му речеш станувај, треба да одиш на работа. Или станувај, треба да го завршиш тоа и тоа. Некој пат Бог го прави тоа во нашите животи поради неговата љубов. Продолжувам со читање. Чиј глас тогаш ја потресе земјата, а кој сега ветува зборувајќи, уште еднаш ќе ја потресам не само земјата, туку и небото. Зборовите уште еднаш означуваат дека колебливото ќе се отстрани, та да остане само непоколебливото. И така, примајќи го непоколебливото царство, да му искажеме благодарност со која ќе му служиме на Бога, благоугодно, со почит и во страв, бидејќи нашиот Бог е оган кој изгорува. Ова е најавен земјотрес. Обично кога се случува земјотреси, никој се уште нема машина или некој механизам кој што ќе ни каже дека иде земјотрес, а да се спремаме. Ама во Библијата имаме најавен земјотрес, кој што се однесува дека еден ден Бог, пак речам, според мене не се однесува буквално на земјотрес кој што ќе се тресе цела земја, туку според мене се однесува на еден процес, може еден период кај што Бог ќе расчисти со гревот и со световниот систем. Ама кога пишува авторот на Евреите, не знаеме кој е, кога пишува дека ќе се случи земјотрес, он го поврзува со земјотресот кај Синај, пред Бог да ги даде 10 Божји заповеди. И публиката, послание до евреите, многу јасно ни кажува дека публиката која што го прима која што го прима ова послание, се евреите во првиот век, христијани, кои што евреи кои што прифатиле христијанската вера. И нив многу им е јасно кога ќе каже авторот дека тогаш Бог ја потресол земјата, бидејќи ова се луѓе кои што се растени во еврејска традиција. Уште од мали нозе нивните родители ги учат. Бог ни даде 10 заповеди. Тоа се случи на Синај. Ама пред да се случат тие 10 заповеди, Бог ја затресе земјата, бидејќи нашите предци не беа послушни и така натаму. Значи, оваа слика им беше позната. Ама се случуваат со прогонства, се случуваат со проблеми и авторот на посланието сака да ги охрабри. Им вика: знам дека е тешко. Знам дека сте прогонети поради верата. Знам дека покрај прогонството поради верата си имате секојдневни искушенија и секојдневни проблеми. Ама сакам да знаете дека што се однесува до овој свет и до системот на овој свет, доаѓа ден кога Бог ќе го затресе овој свет и доаѓа ден кога само тоа што е непоколебливо, со други зборови само тоа што е Божјо, ќе остане. Се останато ќе пропадне. Знаете, црквата често во низ историјата се наоѓала во периоди кај што изгледала релативно слаба. Кај што изгледало дека системот на овој свет ја надвладеува. Каде што беззаконието станува законско, каде што гревот се озаконува и свикаме кајде оваа работа. Црквата можеби ќе се намали, можеби немало толку многу луѓе како што имало пред 10, како пред 15 години и свикаме да не исчезнува црквата. И одговорот е не. Дури тогаш кога црквата изгледа навидом слава, црквата ќе опстои. Ама тоа што ќе исчезне еден ден, авторот на посланието до евреите вика е дека
колебливото ќе исчезне. Колебливото според мене е символ на се што не е од Бога. И тоа се однесува како на глобално ниво, јас верувам така тоа се однесува и на лично ниво. Дека некој пат Бог ќе ги затресе нашите животи и тоа што не е од него ќе почне да паѓа. Знам дека не е едноставен процес, знам дека не е процес кој што ни се допаѓа на сите, ама некој пат Бог го прави тоа. И светот во кој што ние денеска живееме е во голем хаос. Значи имавме една пандемија зад нас, или така наречена пандемија, кој што сака нека верува во однос на тоа. Имаме сега некоја си војна во Украина, имаме војни на други места во светот, не е само во Украина. Ама сметам дека врз основа тоа што го читам во Библијата, посланието до евреите, особено во книгата Откровение, дека тоа што допрва ќе дојде за овој свет, ова што сега го гледаме мачки на кашлица, ништо не е. Доаѓаат многу потешки времиња. Доаѓаат времиња кога што ќе речеме камо да беше како што беше, или особено светот ќе рече камо да беше како што беше за време на пандемијата, супер ни беше. Ај затворени, ама ова што доаѓа сега е многу потешко и многу полошо од претходното. Ама тоа ќе биде Божиот суд. И Божиот суд никој пат не доаѓа пред претходно Бог да даде време на милост. И ова што Бог дека го открива е за секој еден од нас милост, да знаеме дека кога ќе дојде тоа затресување на земјата, ние не мора нашите животи да пропаднат. Дека ние можеме да најдеме закрила и можеме да најдеме заштита во Бог. Ама историјата на човештвото е токму тоа, дека многу царства се подигале и владееле одредено време и Бог ќе ги спушти. Многу од царствата за кои што читаме во Библијата, во Стариот Завет, не ни постоја денеска. Зошто? Бидејќи Бог ги затресол и тоа што било колебливо, а целото царство бидејќи било градено врз лажни богови и така натаму, се пропаднало. Не знам, ќе земе Египет како царство, Египет постои како земја, ама како царство како што постоело во тоа време не постои. Зошто? Бидејќи Бог ги затресол и тоа огромно царство за кое што сите сметале дека нема шанси ова да пропадне, пропаднало. Вавилон бил многу силен, распространет насекаде во тоа време. Бог го затресол, царството пропаднало. Персија, Рим во времето, значи Новиот Завет е пишуван во времето на Римската империја. Значи никој ни на крај памет не му паѓало дека Рим ќе пропадне. Може би издало дека црквата ќе пропадне, дека е некоја секта која што е 20, 30, 50, 100 години ќе постојат и после тоа ништо од тоа. Црквата постои до ден денешен, Рим не постои. Низ историјата Бог често затресувал царства, и Бог ќе го направи тоа и со системот со системот на овој свет. И има една книга од Свети Августин. Свети Августин може би сте го слушнали, еден од попознатите црковни отци во првите може би најпознат црковен отец во првите 4-5 векови. Е човек кој што живел во Африка, во Хипо, во градот. И неговата најпозната книга е Исповеди, може би сте читале на македонски, има, ако не сте ја читале, ве молам читајте Исповеди. Значи, толку многу ќе ви дигне душата на некои нови височини, што не знам, такво нешто не ја фалам дека е подобро од Библијата таман работа, ама за мене е едно топ 5 книги кои што ги имам прочитано во животот. Предобра книга. Има на македонски, мислам, книжарница 3 дека има издадено, така да прочитајте си ја преубава книга. Не сакам да зборам за Исповеди. Покрај другото, таа е помала, околу 200-300 страни. Августин има напишано една книга која што се вика Божиот град, ја нема на македонски и е околу 900 страни, ама многу добро го доловува тоа што сака да го каже, верувам, авторот на ова послание, ама и целото свето писмо. Во таа книга Августин ја пишува во време кога он живее во Африка, Римското царство е распространето и во Африка, и ја пишува оваа книга во време кога племиња доаѓаат и го освојуваат Римската империја во Африка. Значи ја освојуваат и он гледа дека малце по малце Римската империја пропаѓа. И кога гледа дека пропаѓа, Августин добива инспирација и пишува книга во која што дава една историја на Божјата приказна, ако можам така да кажам во таа книга, ама покрај другото аргументира дека има два града во овој свет. Едниот е Божјиот град, а тоа е Божјото царство, и другиот град е човечкиот град, а тоа се сите човечки царства.
И Августин вика, има моменти кога изгледа дека Божиот град слабе и дека кај дај ќе пропадне. Ама самата историја ни кажува дека Божиот град постои до ден денешен, а човечкиот град, без разлика кој да владее во тој човечки град за тие зидини, секој пат пропаѓа. И тоа е така и со реалноста во денешниот свет. Денеска има многу суперсили, нели, држави кои што викаме нема шанси некој да ги уништи и така натаму. Бог ќе почне да тресе. Ќе дојде тој момент. И те како ќе бидат затресените и те како тоа што е колебливо ќе отпадне. Божјото ќе обстои, тоа е тоа што го вика авторот на ова послание, значи вика означува дека колебливото ќе се отстрани, та да остане само неколебливото. Пророкот Исаја, мислам дека во 40 глава таму некаде пишува на еден посликовит начин го објаснува тоа и објаснува минливоста на човечките достигнувања, на човечките царства, на човечките системи, кај што пишува дека тревата се суши и цветот опаѓа, ама Божиот збор останува довека. Со други зборови, се што е човечко, колку и да е убаво, требата е убава е, цветовите убави се, тоа е слика на она што е човечкото. И она што Исаија го кажува на израелците пред многу векови и нас денеска е, кога се надеваме на тоа што е Божјо, кога се надеваме на Божјиот збор, кога градиме животот, кога градиме семејството, кога градиме службата, кога градиме и црквата, врз основа на Божјиот збор, да, ќе има некој пат земјотреси. Ама тоа што е од Бог ќе остане. Тоа што не е од Бог, тоа што е од нас самите, тоа што е од телото. Бидејќи да си бидеме искрени, ние може да доаѓаме од црква и треба да доаѓаме од црква и треба да читаме Библија и да славиме и така натаму. Ама тоа не значи дека се во нашите животи се гради врз основа на Бог и на Божјиот збор. Некој пат знаеме да ставиме 3 столба од Божјиот збор, ама еден да си ставиме од нас. И кога ќе почне да се тресе, Господе, пука столбот, што ќе правиме? Па пука, ти го постави тој столб. Зашто не ми дозволи јас да ја градам куќата? Зашто не ми дозволи, зашто не градеше врз основа на тоа што јас ти го дадов? И верувам дека ова водност на земјотресот, дека еден ден Бог стварно ќе прати земјотрес кој што ќе го затресе овој свет и верувам дека ќе остане само Божјото царство и оние кои што припаѓаат на неговото царство, има една колективна примена, ако можам така да кажам, ама тој земјотрес, додека да се случи, секој ден од нас ќе се минува на излични земјотреси у меѓувреме. И тука има на некој начин некоја лична примена за секој ден од нас поединечно. И личната примена може да биде прашање или преиспитување врз што го града мојот живот. И пак ќе речам, немојте мислите дека по автоматизам одговорот е Бог затоа што сме се појавиле во недела во црква во 11 часот. Супер, продолжувајте да доаѓате во црква, дај уште повеќе луѓе да доаѓаат. Ама врз што го града мојот живот не е прашање кое што се одговара само со моите активности во недела. Туку што правам во понеделник, вторник, среда, додека да дојам до следната недела повторно се појавам во црква. Ја би рекол дека тоа многу подобро го одговара прашањето на што го града мојот живот, отколку тоа што го правиме во недела. На што ја гледам моето семејство? Службата која што правам за Бог. Важно за нас црквата која што ни ја дал Бог, која што ни ја доверил да се грижиме за неа. Бидејќи возможно е и реално и верувам дека за многу од нас е реално тоа дека ние го сакаме Бог и градиме во многу аспекти врз основа на неговиот збор, ама во некои аспекти си градиме во своето тело. Сосема е возможно човек да дојде во недела сабале и да пее Господе, ти си многу добар и свет да сум ја сакам. И како што вика Јаков, со истата таа уста со која што го благословувате Господ, после тоа вика колнете. И сега, никој од нас не колне. Ама ако од мојата уста излегува слава за Бог и после тоа излегуваат лоши зборови за мојот ближен, токму тоа е поентата, не мора да колнеме. Са некој ќе рече, јас не колнам и овој стих мене не ме допира. Не, поентата е, може ли од истиот извор да излегува и блага и солена вода? Тоа значи дека во одредени аспекти градиме врз основа на Бог, ама во одредени аспекти си градиме во однос на телото. Сосема е возможно човек да рече Боже, да дојде во недела и да пее или да рече Бог е моето богатство и после тоа да не годува затоа што нема како некој друг.
Тоа значи дека во одреден аспект викаме да Боже, јас се надам на тебе, ама од друга страна се викаме ама ја ти се лутам, скришно ти се лутам, затоа што не си ме благословил колку што си ја благословил таа и таа личност. Тоа е градење делумно и врз Бог, ама делумно е градење и во нашето тело. И затоа Бог и затоа ќе има моменти кога Бог ќе го затресе нашиот живот. И сето она што не е од него да може да падне. Сето она што не е својствено за тебе и за мене како Божи син и како Божја ќерка да падне. Да падне бидејќи Бог не сака. Не секој пат ги гледаме тие моменти како момент на Божја љубов. Нас кога ќе почне да се тресе светот, ние викаме Господе, зошто, што имаш против мене? Бог вика, немам против тебе. Имам против тоа што е во тебе, а не од мене. И единствен начин да се бутне тоа, да се затресе. Нема друг начин. Некој пат стварно нема друг начин. Некој пат Бог пробувал на други начини и не е успевало, бидејќи сме си терале по свое. И Бог вика, толку многу те сакам, што ќе мора да го затресам од твојот живот, за тоа што не од мене да падне. Јас во животот имам работено неколку работи. Една од нив не беше тоа секојдневна работа, но од време на време работев како градинар, одржував двор. И додека го работев тоа, личноста која што го работев, имаше убави дрва, ама кои што беа многу високи и од време на време знаеа да им пожолтат лисјата, ама многу да им пожолтат. Значи збориме повеќе од 50% од лисјата беа жолти. И се разбира, кој е така, ако сакаш да пропадне дрвото, го оставаш. Ама ако сакаш да го спасиш дрвото, мора да направиш нешто во однос на тоа. И процесот, покрај дрвото вклучуваше ставање на витамини во водата, во дрвјата, за да може да примат витамини, да прхнат и така натаму. Ама имаше еден процес кој што не можеш да го избегнеш, тој процес кој што треба да ги земеш дрвата да ги затресеш. Да ги тресеш и тие жолти лисја да почнат да паѓаат, бидејќи тие се суви и полесно паѓаат од овие другите лисја. И се викам, кога правев тоа, се викам да има дрвата уста да може да ми проговорат речеш, ало човек, што правиш? Да може да разговарам, ќе им кажам што правам. Дека тоа што го правам е за нивно добро. Не им било сигурно пријатно, пак речам, не се дрвата, не се луѓе или животни, ама не сигурно кога би биле луѓе не би им било пријатно, ама е за нивно добро да се спасат. И некој пат тоа е процесот низ кој што минуваме. Кој што викаме, ало Господе, што правиш? Бог ти вика, да те спасам. Бидејќи ако те оставам овие жолти ливчиња уште да продолжат да растат, само прашање на време кај што целото дрво ќе пропадне. И затоа Бог некој пат користи такви околности. Ако минувате низ земјотрес, жал ми е, сите ние сме минували и ќе минуваме, ама се надам дека после тие искуства ќе можеме да излеземе позрели во верата и додека минуваме низ тие искуства да го бараме во Боже. Боли, ама додека се соочувам со ова, нека колебливото отпадне и нека остане само тоа што е од тебе. И Бог ќе исполни таа молитва. Ама тоа е на лично ниво. Тоа е некоја, ако може да кажам, секундарна примена на овој текст. Примарната примена е дека Бог ќе предизвика еден, ако може да кажам, глобален земјотрес. И повторно, кога зборувам земјотрес, не е неопходно мислам дека баш ќе се тресе целата земја и ќе почнат куќи да паѓаат. Ова ќе биде Божјиот суд врз земјата. Како ќе се оствари? Во Откровение имаме некоја предслика, имаме некои мали детали во однос на тоа, ама можеби нашата генерација ќе биде сведок на тоа што ќе се случи. И во Библијата, во Стариот Завет, ќе се сетите дека кога израелците отидоа во робство, кога Навуходоносор ги зема и ги однесе во робство, ги однесе он беше вавилонски цар. И тоа беше во Стариот Завет. Во Новиот Завет, особено во книгата само во книгата Откровение, изразот Вавилон се користи за светот во кој што живееме, за системот во кој што ние живееме. И како што Израел во Стариот Завет беше во Вавилон, така метафорички кажано и црквата денеска е во Вавилон. Живееме во овој свет и сме на некој начин дел од овој систем. Не сме дел со тоа што го поддржуваме, ама не можеме да избегнеме од овој систем. Како што во Стариот Завет Бог му вети на израелскиот народ дека да, они се во Вавилон, ама дека ден Вавилон ќе пропадне,
Така и во Новиот Завет, земете читате книгата Откровение, ќе видите дека има еден дел таму во една од главите кај што вика плачеа трговците, плачеа луѓето за падот на Вавилон. Плачеа затоа што се што вреднува, се на кое што ги основаа своите животи, пропадна. И тоа е слика за жал. За тоа како ќе реагираат некои луѓе кои што ние ги познаваме. Кога Бог ќе го затресе светот, и кога тоа што е од него само ќе остане, тоа што не од него ќе пропадне, ние имаме луѓе, членови од семејството, пријатели, кои што ги засноваат своите животи на тоа што е колебливо. И затоа покрај другото, верувам дека овие стихови не се само едно предскажување на тоа што ќе се случи, туку исто така е повик. Додека да дојде тој земјотрес, да им викаме на луѓето, гради го својот живот врз нешто што е непоколебливо. Ама во однос на Вавилон, значи израелците во Стариот Завет беа во Вавилон, црквата во Новиот Завет живее на некој начин во Вавилон. Во Стариот Завет Бог им рече на израелците, ќе го казнам Вавилон, во Новиот Завет Бог ни вика, ќе го казнам Вавилон. И затоа е добро да го проучуваме Стариот Завет, бидејќи некој пат сликите што ги гледаме во историјата на Израел се многу важни за нас денеска, бидејќи тие се предслика на тоа што ќе се случува во црквата или со црквата. Ама прашањето за нас денеска е, окей, гледаме во Библијата дека еден ден Бог ќе го казни овој свет. Пишува дека Бог ќе го затресе светот, тоа што е од него ќе остане, тоа што не е од него нема да остане. Откровение пишува дека Бог ќе го казни светот, дека Бог ќе го казни гревот, ќе го казни злото. Ама прашањето за нас до тој момент, додека да дојде Божиот суд, е како да живееме додека сме тука. Знаеме дека сме во Вавилон, знаеме дека мораме да живееме, да имаме семејства, да работиме додека сме во Вавилон, исто како израелците што беа во Вавилон, и немаше каде, мораше таму да бидат. И прашањето е, што сега? Како понатаму? И генерално можеме да имаме два става. Првиот е фаталистички. Овој свет ќе пропадне, што има да се мачам јас, овдека да служам или да им кажам на другите, секако се ќе оди во неповрат. А вториот став е, овој свет ќе пропадне, ама додека да пропадне, дај да видиме што е тоа, што по Божја милост и со Божја сила можеме да го спасиме. А најде што ќе спасиме? Човечки души, ништо повеќе. Земете Библијата и ќе видите дека само човечките души и Божјиот збор се вечни. Од создаденото само човечките души, Божјиот збор и Бог е вечен. Се останато, се што гледаме на овој свет, се ќе пропадне. И ставот може да ни биде, можеби не е најсоодветна споредба, ама замислете куќа која што гори. Објект кој што гори. Се надам дека никој од нас нема да го види својот објект да гори, или тук, зашто и тук да види, да не види да му умре козата на комшијата. Ама замислете куќа која што гори. И знаете дека во таа куќа има многу вредни предмети. Од една страна може да речете гори, и тоа е тоа, секи изгори. Од друга страна може да речете, куќата гори, ама сепак може да се спаси нешто од неа. Сепак има некои работи внатре, кои што може да влезам, може да ги земам и да ги спасам, бидејќи се вредни. Не викам дека ние ќе го спасиме светот или пак луѓето околу нас. Секој од вас кој што пробал да ги спаси домашните или пријателите, знаете како завршува тие обиди. Не можеме, не сме ние Светиот Дух да произведеме плод во нивните животи. Ама може да бидеме поттикнати од реалноста дека еден ден овој свет ќе пропадне и дека се што е световно ќе пропадне и да речеме на ближните да им сведочиме и да оставиме другото во Божите раце. И на ближните и на тие кои што не се толку ближни, на луѓето кои што ги сретнуваме. И кога израелците беа во Египет, во Вавилон, Бог им кажа дека ќе ги ослободи еден ден. Бог им кажа дека еден ден ќе го донесе својот суд врз Вавилон. За жал, кај нив тоа предизвика некоја пасивност. Као беше окей, значи сега ова е Божја казна, ова е Божја дисциплина, што сме во Вавилон, ама еден ден доаѓа момент кога Бог ќе не ослободи, 70 години траеше тоа, и така да најверојатно си помислија, па што има ние да се трудиме овдека додека сме во Вавилон? И така ова не е нашата татковина. И така нема вечно да останеме тука. Ќе почекаме додека да дојде тој момент кога што Бог ќе не земе, ќе не врати назад во ветената земја, а ветената земја е предслика на небесни на рајот. Ќе дојде моментот кога Бог ќе ја земе црквата во рајот
И супер. А тука Вавилон, што ќе се трудиме ние за Вавилон? Вавилонците нека се мислат за Вавилон. И додека размислуваат така, пророкот Еремија го дознава тоа. На некој начин, не знам како, го дознава тоа и им праќа писмо. И во тоа писмо им пишува: женете се, мажете се, купувајте куќи, купувајте ниви, садете и барете го доброто на градот во кој што ве поставив. Со други зборови, да, еден ден ќе ве вратам јас во ветената земја, рече Бог преку Еремија. Ама додека да ве вратам во ветената земја, сакам да бидете мои свидоци таму каде што сте. Немојте се спиете на тоа овце како солуњаните нели во првиот век што правеле: Христос кај дај ќе се врати. И што преме? Ништо, седиме дома, читаме Библија по цел ден и го чекаме Христос да се врати. Не, Бог ја повикува својата црква да биде корисен, да бидат луѓето од црква да бидат корисни членови на ова општество. Не да се сообразат со општеството, ама да му служат таму каде што Бог ги поставил. Барете го доброто на градот каде што јас ве поставив. А кај ги постои во тоа време? Во Вавилон. Кај сме ние моментално како црква? Во Вавилон. Не барете го доброто да поддржувате се што се случува во Вавилон, сите манифестации. Барете го доброто од аспект на Бог е доброто, донесете го доброто, донесете го Бог таму каде што тој ве поставил. И верувам дека тоа е реакцијата која што Бог ја очекува од нас во контекст на тоа дека еден ден овој свет ќе задрма овој свет и дека еден ден се што не е од него ќе пропадне. Бог вика ќе дојде тој ден, ама до тогаш јас ве поставив тука со одредена цел. Ако Бог сакаше црквата да се седи само со скрстени раце, ќе ја земеше можеби горе на небото. Не, Бог и даде мисија на црквата овдека. И даде задача и верувам дека ќе сватиме сериозно таа задача. Повторно да се вратиме на тоа што го спомнав на почетокот, сликата на тоа што го видовме во Турција. Една срушена зграда и една зграда која што скоро ништо не е. Причината беше квалитет. Едното се градеше со лоши материјали, другото се градеше со добри материјали. Сите ние имаме пријатели, членови од семејствата, кои што ги градат животите, како оние првите куќи кои што се распаднаа. Тие куќи нека не подсетуваат на нивните животи. И од таа гледна точка јас би рекол дека, ова да не звучи малце арогантно, но би рекол дека оние кои што го познаваат Бог, оние кои што градат својот живот го градат врз основа на Божјиот збор, врз основа на тоа што е квалитетно, врз основа на добри материјали и добра основа, на некој начин треба да бидат, ова да не звучи арогантно или да звучи како фарисејски, ама треба да бидат контрола на квалитет во туѓите животи. Знаете, кога имате некоја фабрика која се произведува нешто, имате производ. Има контрола на квалитет. Ако тој производ не помине по таа контрола на квалитет, го враќаат назад да видат што не е во ред со него, додека да биде како што треба. И кога велам дека пак ова мора да се свати со понизност мора да се свати, дека треба да видиме контрола на квалитет во туѓите животи, е дека треба да ги предупредуваме луѓето и да кажеме тоа врз кое што градиш нема да обстои. Има нешто што ќе обстои и тоа е ова. Тоа се вистините и принципите кои што Бог ни ги открива во оваа книга. Свесен сум дека луѓето не секој пат го прифаќаат тоа, нашите најближи не секој пат го прифаќаат тоа. Не викам дека сега ние треба со Библија по глава да ги тепаме за да им докажеме. Тоа може некој пат само да има контраефект. Ама кога ќе видиме дека нашите ближни се соочуваат со земјотреси кои што им го затресуваат животот и остануваат како да се срушени во љубов и со понизност, треба повторно ги подсетиме дека ако градат на Бог, дека тоа ќе обстои. Дека ако градат на Бог, дека тоа е непоколебливо и тоа ќе трае вечно. И најдоброто нешто што може да го направиме за луѓето околу нас, за оние кои што ги познаваме, за оние кои што се дел од нашиот живот, и токму тоа, да им кажеме доаѓа земјотрес. Кога ќе дојде тој земјотрес, пак речам, според мене не е буквален земјотрес, ама ќе биде Божјиот суд врз оваа земја. Кога дојде тој земјотрес, само оние кои што се во Бог, само оние кои што се во неговиот збор ќе обстојат. И најдоброто нешто што може да го направиме за луѓето, да им го кажеме тоа. Ние денеска живееме во свет кај што се повеќе и повеќе се збори за тоа дека не треба да им се мешаш на другите во нивните животи.
ние некој пат им се мешаме во работите во кои што не треба да им се мешаме, а во тоа во кои што треба да им се мешаме им го приклучуваме, не им кажуваме за Бог. Ама живееме во таков свет кај што не ми кажете мене како да живеам. И окей, не викам пак дека на сила треба некој да му кажуваме. Ама светот во кој што живееме вика не ми кажете мене ни за твојот Бог ни за така натаму, остаме јас да се живеам како што сакам, тоа е љубов. Кога ти мене ќе ми преклучиш, кога нема да ми ја кажеш вистината. Ама Библијата не препознава таква вредност. Не ми каже ти што е вистината. Јас имам своја вистина. Библијата препознава дека има една вистина. И таа вистина е дека оние кои што се во Бог, не затоа што они се слаби, туку заради самиот Бог, тие ќе опстојат. Оние кои што не се, ќе дојде момент кога нивниот живот ќе се сруши буквално како тие згради кои што се срушија во Турција и во Сирија. И додека да дојде тој момент, ние сме повикани да речеме: те молам размисли за ова. Да го молиме Бог да им даде отворено срце да размислат, а исто така да им речеме: те молам размисли за ова. Затоа што е многу важно. И ако во одредена смисла би можел да кажам дека црквата е на некој начин бункерот, кога ќе доаат тие земјотреси, е бункерот кај што луѓето ќе може да се скријат и да бидат безбедни кога ќе доаат тие земјотреси. И вчера додека читав Библијата воопшто не ми беше во план да го спомнам овој стих, ама додека ја отворив на Библијата на апликација, има стих на денот, ајде свикам да видам кој е стих на денот. И баш ми се погоди еден псалм, тоа е Божја работа, кој што се однесува на оваа тема. Псалм 46 пишува вака: Бог ни е нам прибежиште и сила, докажан помошник во неволја. Затоа нема да се уплашиме, па макар и земјата да се разниша. Ова е земјотрес. Значи, дури кога ќе се разниша земјата, дури кога ќе доаат такви земјотреси, лично, глобално, ја не се плашам. Зошто? Бидејќи го имам Бог. И горите да се срушат во срцето морско. И ако бучат и се креваат водите нивни и да се тресат горите од жестината нивна. Речните потоци го веселат Божиот град, светото живеалиште на Севишниот. Бог е среде него, тој нема да се разниша. Бог ќе му помогне уште пред зори. Се збунија народите, се потресува царствата, го пушти својот глас и земјата се топи. Господ Саваот е со нас, Јакововиот Бог е наше прибежиште. Ова е привилегијата. Така, фалал на Господ што е наше прибежиште во време на земјотрес и во време на бури и така натаму. Ама, секоја христијанска привилегија е христијански повик. Повикот е, 8 стих, дојдете и видете ги делата Божји. Со други зборови, привилегија е да го имам Бог за моје прибежиште, ама е повик за мене да им кажам на другите: дојдете и видете ги Божите дела. Пустошењата што ги направи тој на земјата, прекратувајќи ги војните до крајот на земјата, ќе го скрши лакот и ќе го здроби копјето и штитовите големи со оган ќе ги изгори. Застанете и разберете дека јас сум Бог, возвишен над народите, возвишен на земјата. Господ Саваот е со нас, Јакововиот Бог е наше прибежиште. Господ е со нас, Јакововиот Бог е наше прибежиште. Да, Бог е наше прибежиште, ама има момент да не го забораваме. Дојдете и видете. Да се биде заштитен во време на земјотрес е привилегија. Ама исто така е повик. Да ги повикаме оние кои што ги познаваме. Дојдете и видете. И вистина дека Бог еден ден ќе го затресе овој свет. Вистина дека ќе дојде тој момент, ама додека да дојде тој момент е времето на милоста, ако може така да кажеме. Тој момент ќе биде времето на судот и времето на правдата. Ама до тој момент е времето на милоста. И секој еден од нас си има одредена сфера на влијание. Вие си знаете која е вашата сфера на влијание. Семејство, работа, пријатели. Таа сфера на влијание, некој ќе рече: ама јас не сум кузен како водеч, не сум директор на фирма, не сум или не знам, не проповедам, нема врска, секој од нас има влијание. Додека да дојде тој момент да Бог да го затресе овој свет, е време на милост, кај што Бог ни вика: ти дадов влијание помеѓу пријателите, помеѓу семејството, помеѓу колегите и така натаму, и сакам да им кажеш за ова. И по Божја милост нека даде Бог оние кои што моментално припаѓаат на царството на темнината да дојдат во царството на светлината. Тоа е она кое што е христијанскиот повик. Како што ние сме биле дел од царството на темнината и Бог не е ставил од царството на светлината, Бог вика: дојдете, кажи на другите, дојдете и видете. Дојдете и видете ги Божите дела. Ке се молиме заедно. Боже, фала ти за
овие зборови кои што може да ги прочитаме. Фала ти за тоа што ти си нашето прибежиште, како што пише во Псалмот. Ти си нашето прибежиште во време на неволја, ти си нашето прибежиште во време на бура, во време на земјотрес. И Господе, нека таа реалност во нашите животи предизвика наивност да ги повикаме и другите. Да ги предизвикаме другите да застанат под тебе и ти да бидеш и нивно прибежиште. Боже, фала ти што сите земјотреси во нашите животи кои што лично сме ги минале, кои што ти или си ги предизвикал, или си ги дозволил, дека ти го правеше тоа поради љубовта кон нас. И Господи, ако моментално некој помеѓу нас, а верувам дека моментално има луѓе во оваа заедница кои што се соочуваат со одредени земјотреси, лични ли се, семени ли се, финансиски, какви здравствени, какви да се. Господи, те молам на тие луѓе да им дадеш, на тие браќи и сестри да им дадеш издржливост, да им дадеш вера, да им дадеш правилна перспектива на ситуацијата со која се соочуваат, да знаат дека ова не се случува затоа што ти имаш нешто против нив, туку ова се случува затоа што ти сакаш да направиш нешто во нив, а потоа да направиш нешто преко нив. Но Господе, те молим и за оној најавен земјотрес кој што ќе биде глобален, кој што ти ќе донесе суд врз земјата. Фала ти што по твојата милост ние може да го избегнеме, ќе го избегнеме тој суд. Но имаме, Боже, имаме членови на семејството, имаме пријатели, имаме колеги кои што им сведочиме, им кажуваме и не ги интересира. Господе, не знам, отвори ги нивните срца. Отвори ги срцата на сите деца кои што имаат родители во црквата. Отвори ги срцата на сите родители кои што имаат деца во црквата. Отвори ги срцата на сите комши кои што ги имаме, на сите колеги кои што ги имаме, на сите пријатели кои што ги имаме, кои што им сведочиме, им кажуваме, не ги интересира. Не знам како, Господе, само ти можеш да го направиш тоа, ама отвори ги, омекни ги нивните срца за твојот збор, за твоето спасение. Те молиме, Господе. А нас дај ни мудрост и дај ни начини како да го споделиме тоа што ти си го ставил во нас, ама со понизност и во љубов. Те молиме, Господе. Те молиме за тоа. Во името на Исус Христос го бараме тоа. Амин.